Државната изборна комисија соопшти дека има целосна контрола врз целиот изборен процес, а особено врз печатењето на доверливиот изборен материјал, како одговор на информацијата од агенцијата Мета, која повикувајќи се на вработени од печатницата Киро Дандаров во Битола, објави дека се отпечатени 80.000 гласачки ливчиња повеќе, која пак ДИК ја нарече дезинформација и шпекулација. Денеска во просториите на ДИК ќе гласаат членовите на избирачките одбори кои ќе го спроведуваат гласањето во странство. Многу пропусти се направени во истрагата за случајот Коста Крпач, кој беше сведок на специјалното јавно обвинителство во случајот Трезор. Слободан Богоевски, екс-началник на УБК, кандидат за пратеник од Коалицијата за промени и правда, во нова дебата меѓу другото укажува на многу пропусти во разрешувањето на овој мистериозен случај, како што е обезбедувањето на местото, положбата на телото на Крпач, пиштолот, како и сопственоста на фирмата која тој ја управувал. Најмалку 97 луѓе загинаа, а стотици се повредени во силниот земјотрес што го погоди индонезискиот остров Суматра, соопшти официјални представници. Земјотресот со јачина од 6,5 степени ја погоди провинцијата Ачех утринава, додека верниците се подготвувале за утринска молитва. Ова е еден од регионот што беше погоден од силниот земјотрес и цунамито во 2004 година, кога загинаа над 170.000 луѓе.